Комичен Мегахерц. Здраво, здраво, како сте? Сакам да отворам емисија со една мисла, вели светот е сцена, но изгледа во драмава погрешен е кастингот. Оскар Уайлд. Поздрав до сите што се чувствуваат како погрешен кастинг во ова тмурно петочно издание на емисијата Комичен Мегахерц на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот. 0, а вика избери работа што ја сакаш и нема да мора да работиш ниту еден ден во твојот живот. Ова го кажал другарот Конфуције. Дали се слагаш ти со ова? Јас се согласувам, бидејќи жарко се наоѓаме во една ситуација каде што работиме две представи паралелно, се работи на големо во театар комедија и едноставно тој ни стана како втор дом, односно сега тој ни е прв дом, втор дом ние кога одиме дома. Да, дома. Во првиот дом. Во првиот дом ни стана втор дом. Значи малце е конфузно да не знаеме ни, ама затоа и конфузија. Конфузија, да. Конфузија. Така да им посакувам на сите луѓе да работат многу, бидејќи кога работиш не мислиш на други глупости. Точно, ако го работиш тоа што го сакаш и си исполнет тогаш тоа е тоа. Одиме со репертоарот за месецот март, драги слушатели, слушајте внимателно. 1 март, вторник, Господарот на кукавицата. 2 март, Име. 4 март, Стюардеси. 7 март, Вардарски пастови предпремиера 17+. 8 март, Вардарски пастови премиера. 11 март, за секого има по една. Представата која што не е долго играна во театарот, кој сака да освежи на добар хумор, нека повели, нека гледа било која представа. А Вардарски пастови ќе биде нешто што досега не е видено на македонското глумиште и на македонската сцена, така да ве поканувам сите што имате 17 години плюс да дојдете во театар комедија. Јас сакам да прашам, значи, на пример имам 17 години, ќе ме пуштат? Ќе те пуштат. Добро. Од 17 надалje. А, например, утре ми е роден ден, имам 16 и пол и плюс нешто, така? Жал ми е. Нема шанси. Многу ми е жал, да, ама нема да можеш. Добро, значи ќе гледам наредната. Да, ќе гледаш наредната, апсолутно. Ако имам 15, нема шанси да. Нема шанси, не. Ни ако изгледам како 17. Не. Тоа сето ќе оди со лична карта. Си приметил ли дека некои луѓе луѓе што имаат 15, а личат на 17. Да, сум приметил. Да, а 17 се личат на 22. И се имам, јас на неколку пати прелажано така, кај женскиот пол, кој што тие тврдат дека имаат 17, па дури 18, знаеш се да биде како што треба, но на крајот испадна дека имаат 12 и пол. Што би рекол еден наш колега, ти мислиш мала е таа 600 деление да ти била. Ова не значи дека ние сме откачени во главата, едноставно колегите наши имаат чудни мисли. Да, чудни мисли. Го поздравам Тино. Рекол, да, уште еден мој друг колега. Чекај. Не, вика мала, ако може сама да ја запали лампата. А духот секогаш излегува од лампата. Точно. Малку ако ја протриеш. Ќе ја забришеш лампата, ќе ја протриеш и ќе излезе духот. Во овој момент ги поздравувам сите камионџи и сите таксисти така, во Република Македонија. Имаше една мисла, вика Роне Шепченка, ти синоќа. Тоа е прашање за женските. Серка Шутлјаш. Добре. Вие протрите лампата и ќе ви исполни 3 желби. 3 желби духот што ќе излезе, а додека вие ја триете лампата, ќе одиме со малку музика од Франк Запа и се враќаме со нашиот гостин за прв пат во нашата емисија. Нашата пријателка комедија. Така вели Светна Селичката, Лоренс Оливие жаре вели морам да глумам за да живеам. Логично, затоа што ако не земеш пари, нема да можеш да купиш храна, да платиш сметки. Логично е, Лоренс Оливие, логично. Точно е. А Аристотел вика да најдеш верен другар е исто како да си пронашол богатство. Јас моето богатство го збогатив со мојот другар што е денеска тука, со нашиот другар што е денеска тука во емисијата, драги слушатели. Бардот на македонското младо глумиште. Човекот кој што кариерата ја остварува во нагорна линија, човекот кој што не спие дома за да биде во театар, човекот кој што се посветува на театар 100%, човекот кој што косата ја порасна во театар. Дами и господа, Илија Илиовски.
Како сме? Здраво, здраво, Ицо, како и Илцоро, како си? Илцоро. Добро, фино, растегнато. Растегнато. За бајлечки. Да, во хаос сме, работиме, две представиле, така кажи ни за првиот процес што значи растегнато, што правите, што спремате? Па сега за Хармс спремаме акробаци. Имаме акробатика од Сабајле од 10 сат. И правиме работи што не сме знаеле дека може да ги правиме. Така, Не сме така, знаеле така. дека ногата може толку позади да ми отиде. Без да ми излезе од кукови. Се правиме, стој на раце, Стој на нозе. глава, Тој на нозе. стој на лакти, на И се. сепак излезе дека најкорисна вежба е стој на глава. Тој на глава, да. На која Точно. би се посветиле многу со вежбањето. Апсолутно, И апсолутно. стој на раце, например, Роберт Ваљановски прави стој на раце и кажува монолози. Тоа му е за загревање. Така, а Ете може да се искористи акробатиката и и како за загревање, за монолог, за вежбање, Да, за апсолутно. кажи Тоа е Миле, одлична работа, зашто се браво. спремате толку? Која представа работите? Кој режира? Кој толку ве малтретира? Па Дино Мустафич, Дино Мустафич? ни доаѓа од Босна, ни гостува, спремаме Хармс и ќе има представата доста пеење, доста акробатика, ќе има кореографија, ќе биде доста динамична представа, доста интересен текст. Така, како што разбрав од блиски извори, ти ја играш носечката улога, односно ти го играш Хармс. Да, представете да, си да. случајот е Хармс. Значи, ги играме работите што ти си ги напишал, односно Хармс. Да, па и Дино, ете тоа го кажам, вика, кога те видов и едноставно знаев дека ти ќе бидеш Хармс и сега, од кога гледам како ја поставува, па може да се каже дека во мојата глава е таков хаос некој. Така, значи, добар ми кастинг е рипаат вистинското ноге. нешто. Да, да, апсолутно. Совршен кастинг, да. Апсолутно, браво. Како се вика Хармс? Данило Хармс. Данило. Да. Данило Хармс, добро, одлично име, да. окей. Данило Хармс. Данило Хармс, да, добро. Хармс. Хармс, Данило Хармс. Ајде малку нешто околу Хармс, Илија, затоа што бил голем ексцентрик, затоа што бил револуционер на своето време, затоа што бил како Калински прозвучив да го поздравам Калински. Ајде, повели. Па тој своевремено не бил толку познат. Неговата слава е подоцна. Од подоцна кога го откриваат станува, бидејќи било он творел во еден период каде што било доста затворено, доста голема цензура имало, но он како да знаел дека еден ден ќе му се читаат делата, дека еден ден ќе остави некаков печат. И еве сега го работиме. Ама абсурдот што го пишува е многу интересен. Мислам, тие се едни поенти што и ти ги правиш многу често во твојот живот, затоа и сигурно е добар погоден Да, кастингот. да. Пошто или ти размислуваш на таков, имаш една како си като Чуден една хумор. расипана сјаличка Темен што те хумор, да. влече на кај темната страна. Да, црниот хумор, Хармс доста се појавува кај него. Црниот хумор, вулгарност, некоја, ама има некоја дискретна вулгарност, фина, не е... Све е спакувано Да, на да, фин да, да. начин, не. Да. Он се правил лут, и тоа е доста интересно за да не е заглави во затвор. И таа една линија која ќе пробаме со Дино да ја извадиме, да се види како што треба. Би сакал да направам еден мал тест, би сакал да ми одговараш од позиција на Хармс. Дали може? 8 прашања имам за тебе. Може? Ајде. Атанас, ако сакаш и ти пробувај. Ајде. Значи, вака оди прво. Гледате во море. Кое е вашето прво чувство? Можете да ги затворите очите, имате 10 секунди за одговор. Чекај, како гледам во море ако ми се затворени очите. Замисли си слика дека стоиш на карпа и гледаш во море. Чека, ова сите наши слушатели го Да, прават да, во може, моментот? може ова да го направите. па ќе Океј, ви кажам, значи вие што можете. возите не. Да, вие што возите не. Вие што возите не ги затварате очите. Ајде. Добро? И што замислувам? Да, кажете ајде што. А што да замислам? Гледаш во море, кое е вашето прво чувство? Песок. Ладно. Ладно, добро. Одиме втора, пешачите во шума и гледате под нозете. Што чувствувате? Не одговарајте повеќе од 30 секунди вика. Значи, одите во шума и гледате под нозе. Што чувствувате? Камења. Шишарки. Добро? Гледате лет на галеби. Што чувствувате? Ладно. Слобода. Добро, валјда така треба да бидат одговорите, да не бидат конкретни дека шишерки, валјда. Не знам, ќе видиме после. Гледате стадо коњи. Без да размислувате долго, запишете што чувствувате. Добро, кажете што чувствувате. Стадо коњи гледате.
Возбуда. Добра, Ford Mustang гледам. Во пустина гледате ѕид со мал отвор зад кој се наоѓа оаза. Во овој случај се важни се делата, не емоциите. Напишете што ќе направите. Жарко, ти ни кажеш нешто да напишеме, треба да пишуваме. Не пишувате, само треба- кажете. Значи гледаш во пустина ѕид со мал отвор зад кој се наоѓа оаза. Што ќе направиш? Ќе помислам дека се игра сон на летната ноќ, сцената со мајсторите, каде што Добро, одлично актерско размислување, Хармс. Не знам. истото. Истото, добро. Повторно пустина, уморни сте од долгиот пат, гледате сад со вода, што ќе направите? Јас ќе си ги исплакнам мишките прво. Се напием. Ќе се напиеш ти, Атанасите? Ќе истурам и ќе се молам на Господ да ми прати уште една. Седмо прашање, предпоследно. Изгубени сте во шума, се стемнува, гледате куќа со осветлен прозор, што ќе направите? Ќе го играм девојчето со кибричињата, ќе ги молам ти. Добро, Илија? Хармс, пардон, Данило? Ќе седам од страна, ќе гледам дали ќе изгледа некој, кој ќе изгледа некој, ќе влезам внатре и ќе го заклучам. И ќе го убием. Добро е. Не, ма да го убиеш. Ова е прашање кое што е познато на сите. Во магла сте, како се чувствувате, што ќе направите? Ни во аеродром секој ден ние така да. Добро, нормално. Ќе си влеземе во црквичките. лисиче. Па затоа викам прашање кое што е познато на сите. Еве вака да одговорите. За првото прашање беше вашиот однос кон животот и емоциите. Вториот, како се чувствувате во вашето семејство? Значи ладно. Вашиот однос кон жените беше шишерки, а твојот беше камења. Вашиот однос кон мажите, твоето беше не знам што беше сега, не е битно. Вашата основна животна стратегија и цел како да ги решавате проблемите. Шестото со пустината беше вашиот сексуален живот и избор на партнер. Седмата беше вашата подготвеност за брак, а осмото со стаклото и со девојчето со кибричињата беше вашиот однос кон смртта. Значи ти ќе ја моли смртта да те пушти или ќе ја заклучи да чека надвор. Седи надвор и пукни тука. Тоа ќе биде Значи тоа. смртта ја поздравуваме. Кога сме кај смртта, ако не слуша, би сакал да поздраваме на книга која што ја читав сега скоро. Драги слушатели, доколку сте љубители на книги, прочитајте книгата Смртта е непроверена гласина на Емир Костурица, автобиографска книга која што мислам дека има што да се научи. Исто така би сакал да кажам еден виц кој што го прочитав кажан од Данило Хармс, вика зошто плавушата има најубави нозе, па кој нема у глава има у нозе. Ова личи на Данило. Добро. Добро, значи Данило Хармс го завршиме со тестовите Да. на Жарко. Дали одиме со реклами, нешто не да прашам само? Реклами одиме или нема потреба уште? Добро, за- уште рано? малку. Добро, или како изгледа еден твој ден? Па, Од кога ќе се разбудиш до крај. Значи се будиш на сабајле, што правиш прво? Се будам Си еден обакнуваш сат. додека ти жена ти шеташ дома. се будам од Сабајле, имам еден како несвесно наметнат ритуал, Заби се например, лежам и Не, добро, во река, или ова емисија која оди во живо не би сакале да продолжи. лежам и Добро. И? не станувам доека не се Добро, стави Борец, доека вереница да не се стави дезодоранс. Бидејќи јас лежам по зенезе и ме шприца директно во фаца. И тоа ми е како еден трамплин, како еден Кај мене обратно, само јас сум тој што шприца. Со дезодорансот. Добро, Илија, И Говско, така. кај дезодорансот и и после ми идеме игра малце акробатика, со вереницата. музика. Со вереницата, извини, не те изгубив малку. Не, вереницата оди на работа, јас сум на работа. Добро? После она се враќа од работа, јас се враќам од работа. Јас се враќам од работа и пак одам на работа. Иле дали си спиел во театар, Боби? Да, неколку пати. Ама како да преспиеш вечер или да преспиеш онака денски? Не, една. И преку ден и навечер. Па да, бе. Преспиел навечер? И јас сум преспел во театар. Ти немаш преспел во театар? Комедија кај нас? Да. Не. Зашто не бе? Кога да преспиеш? Па мора да се Сега, споиш Па со... еден кревет ако си спиел, ти не можам ја да спијам автоматски. Овој спиел и толку. Да. како има што Работевте кукавицата, преспавте? Како што ја слушате позадината, мислам дека е време за малку музика. Одиме Франк Запа. Здравей, как дјалаш, хорошо. Ние сме исто во руски филм. Ова беше Владимир Путин, а сега тоа ще одеме с българското. Преслава на радио. Аз искам да ме караш на море. Те молам, Иле имаше една песна, Иле, дај малце од Ама тоа. као беше, ја заборав. Не знам нешто, ти плачеш, јас се смејам. Когато искахме... Сега не ви текна. Ти...
Не сме безгрешни, но сме истински. Обичат не и тезите, кои нападат. Не сме безгрешни, не сме истински. Ова мора Колко да е се добро изрецитира на кажано, площад. ова. Не сме безгрешни, но сме вистински. Ама текстот е многу јак сега. Еден Начинот ден, на кој доколку станеш народен Да. херој Илија, апелирам до следната власт или следните власти да, пишува дигнат споменик на Илија и да Илија, не пишуваат сме долу под безгрешни, споменикот. да, вистински. Не беше безгрешен, но беше вистински. Добро, добро. да завршиме руската тема, би сакал за Данило Хармс. Ги покануваме нашите слушатели нека дојдат на 1 март представата Господарот на кукавицата. Точно. 2 март Пардон, 2 март Нема? с име. Има име. 2 март име. Значи на 1 март ви е Господар на кукавицата, 2 март ви е представата име. А 4 стюардеси. Така, а на 7 е предпремиерата и на 8 премиерата на новата представа што иле паралелно ја работите во театарот Вардарски пастови. Тоа е вториот дел кога се враќаш дома и одиш пак на работа. Да. Што е тоа? Второто ден. Тоа е многу интересно. Кажи ни- Ова е добро, ама ова е многу. Не, Вардарски пастови е навистина многу интересен текст, многу интересен процес, многу се забавуваме, многу некако се зближивме. Мора да се погледне таа, не треба да се кажува ништо. Не, те молам, кратко сиже, што се случува Да. и на што се цели, толку. Па еве вака само ќе кажам, значи ова е малска представа. Значи собрани се малци и им се случуваат некои малски случки Шеми АУ, во еден малски кафич Джагара бугара. и така е малска. така. Ништо не Значи- откриваме ништо. Не, мора да се Не, мора да се открие. открие не. затоа што тоа е тоа што ја Приказната е за пали 5 публиката, другари кои немаат денар во джеб, седат затворени во еден магазин. Мислам, кој- не се затворени дека како ги држат под затвор, но едноставно седат таму се собираат и едноставно немаат пари. Единствено решение е да станат стрипери. Точно. Дали ќе успеат во намерата? Дојдете, погледнете на 7 и на 8. Представата е за над 17 години. Така е, значи ќе може да влагаат и машки и женски, не се секирајте, нема да е само за женска публика, за сите тие што се интересира. Еве ви одговарам сега И јавно. ќе има контакт со публика, така Да, и ќе има некој контакт со сака публика. Да чепне, Да ги сецка како рачне, салата, некој да да биде пати емотивно танга. раздразне. Добро, Така не натаму. знаеме што се случува, бидејќи на Точно. публиката што не слуша. Ако некој не слуша, го поздравуваме. Тоа е веројатно баба Но ми. треба да се види толку кореографија, се малтретираме, се мачиме, ќе биде добро. А имате и кореографија? И имаме кореографија. Иле како таа улога и што играш таму? Таму играш. Јас таму го играм каса. Твој Како тип се се вика вика каса. Се вика каса, поне навијач од комити, Така. скопски момак. 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 Работи у барот на Шефче, Така. каде што они седат по цели денови. И така А каса. како се вика Касап? Како му името на Касап? Мартин. Мартин Касап. Да. Добро. Добро, интересно е. Публиката еве ги пишуваат луѓето постојано, стигна некој пораки и вика дали Жарко ќе се соблекува до крај. Значи Као да ме едноставно- немате видено мене. Да, јас не секогаш- можам да ви облечен откривам останав, се. ако не. Едмонд Сотир играли. Игра. Игра, не се секирете. Да. Некои овие се чудни пораки, иле. А Не знам зашто. да не заборавите дека во представата, дами и господа, игра и нашиот најнов Пастов, нашиот гуштер во театарот, еден и единствен, дами и господа, Столе Мицов. Човекот кој што од Виница дојде во Скопје и почна да прави кариера, човекот кој што со својот хумор и со својата појава плени, дами и господа. Тука ќе можете да го видите и повеќе од 87% соблечен. Така да, дојдете да го гледате високиот како малку ја пали публиката. Да, за сите. Прај малку вака. За сите од Источна Македонија, обожавателки на Столе, ви гарантирам дека Столе ќе брилира во представата и ќе оди до гола кожа. Апсолутно, а инаку во представата играат Атанас Атанасовски, Илија Илиевски, Јас Димовски, Тино Костадиновски, Столе Мицов, Крсте Јовановски и Јелена Жугиќ. Представата е во режија на Синиша Евтимов, Кореографија Саша. кореографија Саша Евтимова. Друго што имаме, дечки? Сценографија Мики Мануелович, техничиот Милан Несторов. Милав Несторов, да. Милав. Милав. Костюмите се на Чудото. Александар Ношпал.
Така да. Инспициент Александар Чудовски. И ве ветуваме следниот петок, следната емисија, драги слушатели. Ќе имаме ексклузивна емисија која што ќе биде посветена на вардарските пастови. Цела екипа што ја набројав ќе бидеме тука собрани, нагнетени, натурени во студиото и ќе зборуваме за вардарски пастови. Ќе ви дадеме еден мал трейлер и тизер за представата. Ве поканувам да ја гледате пред нашето студио, дојдете, гледајте на YouTube после на нашиот стрим и уживајте, што да ви кажам, драги слушатели. Така, Иле, кажи ни малку за процесот со Синиша. Каков е Синиша како режисер, за разлика од другите, или ако можеш некоја паралела да направиш било каква? Синиша ја прв пат работам со него. И дами и господа, јас се извинувам, али морам да го оставам за крај, нашата звезда да ја оставам. Значи, не дека намерно заборавивме, туку тоа беше план наш за тоа што во представата се воува покасно и брилира. Тоа е нашиот Едмон Цотир, драги слушатели. Значи, тоа сме таа екипа што ќе бидеме собрани тука и што играме во представата. Сега Повелете, продолжете. Може да продолжите ако сакате да ни кажете. Прв пат работам со Синиша и Синиша е супер за работа. Многу опуштени проби и исто така продуктивни. Знае да излече, знае што сака, знае што можеме, знае што да побара од нас. Одличен е за работа. Доста пријатен процес, многу ме потсетува на процесот на Име, каде што и Нени така направи едно семејство од нас, една блискост, и така и со Синиша. Успеа да не сближи, не дека не сме блиски ние, но успеа да не сближи уште толку. Па не дека имаме некоја друга опција, по 17 сати сме во театарот, но сепак сме среќни, никој не се жали. Никој не се жали, нас ни е прекрасно и уживаме во тој театар, каде што може комотно да го наречеме наш дом. Точно, јас исто така би сакал да го пофалам Синиша, благодарам на прашањето. Нема проблем. Да не се повторувам со Илија Елиовски, да, доста пријатен процес. Синиша е човек кој што знае што сака. Некако сликите ги има во глава и цело време инсистира тоа да биде така. Треба верба и навистина кога човек знае што сака, тоа после кога ќе склопи целата слика, кога ќе го пуштиш да протече тоа, значи цело време збира слика, го пушташ филмот да протече и тоа навистина изгледа брилјантно. Не дека ја фалам представата, но навистина треба да дојде и да се погледне. Инаку би сакал да ги поздравам, да ја поздравам управата на Театар Комедија која што во моментов не слуша и бараше да биде поздравена. Еве јас ве поздравувам сите. Само морам да кажам дека да не е таа управа, ние не би функционирале и сепак. Никако. Апсолутно, да. Поготово дечките кои што се трудат се да биде безпрекорно, дечките што се трудат да продаваат карти, на нашата директорка која што животот го даде за театарот и се разбира нашата секретарка Менче. Голем поздрав до сите, драги слушатели. И нашата правничка би ја поздравил исто. Жарко, мислам, ако тргнавме да ги поздравуваме сите, и сметководителот би го поздравил, сметководителката би ја поздравил. Да, јас би го поздравил директорот на Турскиот театар, исто така билетарите би ги поздравил, затоа што ние сме едно големо семејство, една голема симбиоза од повеќе куки собрани на едно место. И, драги слушатели, за брзо време, не би сакал да ширам дезинформации, ќе имаме и бифе во театарот, каде што ќе можете да се дружите со нас, а ние да се дружиме со вас доколку сакате да дојдете, и тоа ќе биде добро, многу Значи, добро. интересот за представата Вардарски пастови расте, како што растат и пораките. Еве ги овде. Има една дрти порака, не знам дали можам во јавност да ја прочитам. Цензура. Да. Добро, ајде, нема да читам, добро, во ред. Ми јавуваат од речи дека мораме да одиме со реклами, ќе одиме со музика и одјава, драги слушатели. Секој е добро. Светна си јаличката, ние се вративме во нашето студио, дами и господа, порасположени од кога и да е. Добро. Па надвор еве го излезе сонцето малку, да ве погледам вас, вие можете да го погледате, но не гледате долго време во него затоа што може да се настанат проблеми со настанат проблеми со видеот. Жорко, Љубовта е толку кратка, а заборавот е толку бескрајен. така е. Лајк и во коментар пишувам, а ти ме... Илија, ако сакаш да бидеш сакан,
Сакај. Јас те сакам, ти сакаме мене, јас го сакам Атанас, ти го сакаш Атанас, јас мене, ти тебе и ние сите се сакаме. Се сакам од Вие сите триаголник. што не сакате и ние ве сакаме вас, а ние ве сакаме вас и вие сакајте не. Нас љубовта мора да се дели, љубовта мора да се шерува, што би рекла новата генерација. Љубовта мора да се лајка и љубовта секако мора да подлежи на коментари. Ова е новиот Facebook речник со кој што јас сакам да ја промовирам својата книга која што ќе излезе на не се шалам. Илија, ти благодариме што ни беше гостин и што сподели информации, што сподели дел од интимата за твојот живот, како тоа ти се будиш на сабајле и како поминува Нема твојот проблем. и како поминува твојот ден. Навистина, секогаш ни е чест кога си во нашето студио, а си бил почесто од било кој да е гостин и се надеваме дека тоа ќе остане и така. Повели Илија. Ви благодарам на поканата, се надам дека наскоро пак ќе дојдам, устори ќе дојдеме сега за Пастови. Сега ти наредна повторно доаѓаш и баш ние кеп што Четврти пат. што си редоха чест гостин кај нас во студиото, бидејќи си еден позитивен добар човек што шири позитивна енергија и во етерот едноставно уживаат луѓето кога го слушаат твојот глас. Апсолутно, Многу ти затоа сите благодарам, насмејани во Атанас. колите, види ги. А пред, Не до тебе, до мене. пред да се одивам, само би сакал да прочитам уште една мала изрека на Шекспир која што вика: ако во сеќавање не ти се наоѓа ниту најмала лудост на која те навела љубовта, тогаш никогаш не си ни љубел. Вау. Така е. Така некако ме здрави. Атанас, ќе ги поздравиш нашите слушатели? Јас ги поздравам. Јас ги Не поздравам. можам да зборувам, не. Јас ги поздравам. Јас да не зборам на радио, може подобро. Сакам да ги поздравам, Атанас, идиоту. Да ги поздравам сите два што не процеси. слушаат. Да, сите убави дами, сите убави Момци. дами. Така, а јас ги поздравувам, И ја крави. поздравувам екипата која што цело време не поддржува, прати и не вади од калта кога и да потонеме. Тоа е нашата режија, драги слушатели, ги поздравувам многу. Тука ќе оди аплауз, наверојатно ќе монтираат тие се момците без кои што оваа емисија не би можела да биде. А ова беше Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Жарко Димовски, Атанас Атанасовски. Датум на емитување на емисијата 26 февруари 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Слушајте во боја, сакајте се и сакајте на нас. Bye bye. Чао. Комичен мегахерц.